Стоперот на Кавадарчани, Најдовски, убава топка сега таму за Стојанов, повратно е, може да биде опасно, Стојковски 1-0. Каква акција едноставна на Кавадарчани и погодува Стојковски. Радост меѓу фудбалерите на Тиквеш, добро отворена акцијата, брза, одлична топка на Најдовски. Високо на противничката половина, тука и Рамадани во офанзивна задача и Трумчи, центаршут на Трумчи на втората статива, удар и одлична интервенција на Тасе, продолжува акцијата на Шкендија, Ибраими Тамба 1-1. Ибраими Тамба 1-1. 45-та минута, гледате, сосема мало невнимание на Кавадарчани и казнува веднаш тимот на Шкендија. Сега малку се смирија духовите на клупата, еве таа акција уште еднаш шутираше. Добар скок на втората статива, Меличи. Какво невнимание сега во одбраната на Кавадарчани на втора статива, сам таму без човек до него, Меличи успева да донесе. Трумчи, центаршут, Ибраим, убаво префрлена оваа топка за Лјатифи. Лего Лјатифи во 16-тникот, повратна топка и сега Ибраим ја прескокна и погодува таму. Погодува Зејнулај, она што не успеа го направи пред неколку минути, го прави сега Зејнулај. Кечи Оренгучу, тоа е тимот од втората турска лига, во кој што играше Сила. Еве го на спротивната страна Ензенге. Еве го дебитантскиот погодок, прв за габонецот во дресот на Шкендија. Ја користи убаво својата прва шанса, лошата поставеност на дефанзивците на Тиквеш, кој што едно контрастно расположение и амбиент го дочекуваме ова дерби старо 77 надпревари. Ево го составот на домакинот денешен, изборот на Муаре. Мондова е на голот, Поп, Златанов, Демири, Крантков и Белица во дефанзивниот квартет, Ангелов и Аколаце предни, Фадем зад Талаков десно и Бошнаков лево. Во шпицот на нападот е новакот шведскиот интернационалец Езеп. Надпреварот ке го суди Игор Стојчевски од Скопје, ке му помагаат Гоце Петрески и Филип Ицковски, четврти судија Александар Василевски, во вар собата седат Александар Урошевиќ и Фуркан Идриси. Го чекаме само уште составот на Вардар, изборот на нашиот селектор Гоце Седловски. Талески е на голот, Јанкулов, Велковски, Матич и Најдовски во четворката пред Талески, Босанчич и Николов, централни подочно дефанзивци од средниот ред, Закарич, зад Цветковиќ лево и Данев десно, Омерагиче во шпицот на нападот. Од 14-тото до 16-тото кол Јален Тупајич, српскиот стратег, се обиде. Немаше успехи, да видиме сега е првата шанса, колосална за Цветковиќ. Можеше да го отвори надпреварот, денеска го нема Тодоровски во составот, стартен. Играат Данев, еве сега Омерагич во добра позиција, повратна топка, Закарич. Лесно мина низ пропустливата одбрана на работнички фудбалерите на Вардар. Овој пат Азар Омерагич во позиција да му асистира на Закарич. И да видиме дали ќе погоди некого во 16-тникот. Најдовски, Матич, добра префрлива топка, Омерагич, шанса, 2-0 или да, 2-0. Не покажува ништо Игор Стојчевски. Каква лоша реакција таму на Ондоа, бара сега од Игор Стојчевски. Ондоа дека може би имало фаул, меѓутоа голот, ке речам, за сега важи, може би ќе има некоја сугестија од вар собата, каде што се наоѓаат Александар Урошевиќ и Фуркан Идризи, но
беше блиску Игор Стојчевски, еден од фудбалерите кој што настапуваше и за Вардар. Добро, сега таму се снаоѓа Аколаце, шанса за работнички повратна топка. Добро таму Матич реагираше и еве го првиот посериозен удар кон противничкиот гол. Одлична интервенција на Талески за Данев. Цветковиќ, добар удар, прекрасен погодок. Од место еден тежок удар. Втор погодок на вториот надпревар за засилувањето на Вардар. Цветковиќ, прекрасен гол, 48 минута. Погодува Цветковиќ, оно што него направи од многу по првенствена сцена. Вардарци тогаш славеа со 6-1. Добар потек на Мухарем, удар и да видиме пречка, шанса за 1-1. Двајцата фудбалери поранешни на Шкупи, Мухарем и Дестани. Овој претходниот удар на Мухарем беше корнер за Македонија, Ѓорче Петров. Да видиме дали ќе има уфрлање. Стојчевски е край топката, кога се прекините во прашање.
главно Стојчевски ги изведува кратко сега за Гереро, па сега нешто поблиску Стојчевски удар кон голот, еве шанса да видиме Хамзич и 1-0. Не покажува ништо Керими. Помислив на моментот кога можеби изгледаше дека играл со рака Хамзич, меѓутоа успеа добро да се снајде Хамзич и еве го отвора резултатот уште во 10-та минута. Брз гол, фаворизираниот домашен состав успева да поведе. Стојчевски и Гереро комбинираа таму. Стојчевски повеќе шутираше отколку што ја уфрлаше оваа топка и еве го дебитантскиот погодок за Малик Хамзич. Пецов. Адем. Еве го Гереро сега. Добра шанса за Македонија. Ѓорче Петров. Убав лоб. Прекрасен погодок на Гереро. 20-та или на крајот на 19-та минута, еве ќе водиме како 19-та. Гереро убаво се снајде, убаво освои една топка и гледате многу рутинирано, ефектно со еден лоп удар успеа да го совлада голманот Меличи. За 28 годишниот колумбиец Снайдер Гереро без голови 0-0. Тогаш Македонија Ѓорче Петров во финалето на градски исто така со пенали од 4-3 го совлада Силекс по 0-0 во регуларниот дел. Софијановски, каков прекрасен погодок во трк од 20 на метри. Еве го убавецот на ова коло. Софијановски 29-та минута. Македонија Ѓорче Петров доаѓа до убедливи 3-0. Каков гол на Софијановски. Матео Софијановски. Корнер за Алити. На втората статија и еве го Сумер. Многу гледачи во 16-сетникот на Пелистер и еве го дебитантскиот погодок на Хасан Сумер. Фудбалерот со број 5, високо скок на новиот штопер на Башкими. Дојде од Борец, играше во Вардар Неготино, 26 годишниот Хасан Сумер.